Кошаркарите на МЗ Скопје и Кожув со вчерашните победи над Фени Индустри, односно Лирија, ги потврдија првите две позиции на табелата во кошаркарската Суперлига на Македонија. МЗ Скопје како гостин синоќа славеше победа над Фени Индустри со 93-82. По изравнетото прво полувреме, МЗ Скопје во третиот период го скрши отпорот на Фени и на крај заслужено победи. Ѓорги Чековски со 24, Тодор Гечевски со 18 коша беа најефикасни во победата над Кавадарчани, каде најрасположен беше Бојан Трековски со 17 поени. Кожув немаше проблем во дуелот со Лирија и триумфираше со 91-64, додека Куманово како гостин го совлада работнички со 83-82. Клучните поени за триумфот на гостите ги постигна Младеновиќ со тројката на 9 секунди пред крајот на мечот. Во полуфиналето од разигрувањето за титулата, МЗД Скопје се среќава со Фени Индустри, а Кожув игра против работнички. Кошаркарите на МЗД Скопје и Кожув во полуфиналната серија влегуваат со предност со 1:0, а плейоф надпреварите започнуваат веќе в сабота. По 200.000 евра добија фудбалерите на Бајер од Михен за елиминацијата на Барселона во Лигата на шампионите. Баварците со вкупен резултат од 7:0 се пласираа во финалето, кој на 25 мај се одигра во Лондон, а противник им биде нивниот ривал од Бундеслигата Борусија Дортмунд. Одличните настапи на баварците не останаа ненаградени од шефовите на четирикратниот европски шампион. Оваа сезона фудбалерите на баварскиот тим зема уште неколку премии: за победата од 4:0 над Кајзерслаутерн во Купот на Германија и за победата од 2:1 над Борусија Дортмунд во Суперкупот на почетокот на сезоната. Играчите добиле по 10.000 евра. За пласманот во елиминацијскиот дел од Лигата на шампионите секој играч добил по 40.000 евра, а за победата од 1:0 над Борусија Дортмунд во четвртфиналите на Купот на Германија премиите биле во износ од 50.000 евра. На АТП и на ВТА Мастерс турнирот од серијата 500 што се игра во Мадрид се комплетира над преварите од второто коло. Рафа Надал стигна до лесна победа над Беноа Пер и обезбеди пласман во третото коло. Надал ги доби двата одиграни сета со 6-3-6-4 за 1 час и 27 минути игра и се избори за нов дуел на овој турнир. Во следната рунда шпанскиот тенисер ќе игра против Михаел Јужни, кој во 3 сета го победи Николас Алмагро. Пласман во осмина финалето обезбедија и Нишикори, Бердих, Цонга, Хас, Андерсон, Ферер и Вавринка. Кај дамите се случија неколку изненадувања. Макарова ја победија Заренка со 2:1 во сетови, 1:6, 6:2 и 6:3, а Хантукова беше подобра од Квитова со 2:6, 6:2 и 6:3. Во осмина финалето се пласира уште и Ана Ивановиќ, Марија Кириленко, Каја Канепи, Анџелика Кербер и Лепченко, која беше подобра од германката Гергес. Во NBA плейофот синоќа беа одиграни две средби. Тимот на Голден Стейт конечно по повеќе од 15 години пауза го победи Сан Антонио Спарс на гости со 100:91. Клеј Томсон го одигра мечот на кариерата со 34 поени и 14 скока, а Стеф Кари придодаде 22 поена за војните кои израмнија на 1:1 во победи. Кај Спарс Тим Данкан реализираше 23 поени и 9 скока, а Тони Паркер беше средец на 20 коша. На истокот, Мајами Хит успе да му се реваншира на Чикаго за поразот пред 2 дена и ги декласира биковите со 37 поени разлика, 115-78. Мечот го одбележа голема тензија, 9 технички грешки и 2 исклучувања на Жоаким Ноа и Тај Гибсон. Мајами му го нанесе на Чикаго најтешкиот пораз во плейоф средбите. Реј Ален даде 21 поен, а Леброн Джеймс имаше 19 поени и 9 асистенции. Белинели со 13 коша беше најефикасен кај Булси. За вечерва не се предвидени надпревари од плейофот, а надпреварите продолжуваат веќе в петок.